За првиот човек на Комисијата за заразни болести Караџовски, граѓаните и натаму се највиновни за високите бројки. Непослушноста, односно непочитување на мерките, но и доцното одење на лекар е причината за ситуацијата во која се наоѓаме, вели Караџовски за Алфа. Народот помисли со почетокот на олабавување на мерките, вирусот го снема. Или одредени медиуми, одредени луѓе, дури и исламска верска заедница пред реисот Улулема, Хаджи Ефенди Сулейман Реджепи, рече, коронавирусот умрел. Добро. Значи, една тотална измишлјотина, тотална неинформираност и тотално залудување на нашиот народ. Што е сменето? Ментишот на народот е сменет. Зашто народот мисли, дали ме разбравте ментиш, тоа ми е оној израз кој што го кажувам, менталитетот и размислата на народот дека се е готово, се е завршено. Дајте сега да се пуштиме. Според Караџовски, Македонија е пред голем предизвик со справување со епидемијата, но смета дека сега не е време за ригорозни рестриктивни мерки, повторувајќи дека понормалното секојдневие е во рацете на граѓаните. Меѓу другото признава дека освен што здравствените работници се на работна издржливост, туку се и во голем недостиг. Во моментов, ако ме прашате колку државава располага или кои капацитети се исполнети, сите инфективни оделенија во државава се 80 до 90% исполнети. Ние имаме кревети онолку колку што да, можеме да направиме нови, ќе направиме, ќе ви го одговорам и тоа. Меѓутоа, како ќе му помогнеме на здравствениот систем ако сите заеднички не му помогнеме? Со пари не може. Ние можеме да земеме нова милиарда, да речеме еве милиарда за нов здравствен систем. Луѓе немаме. Имаме 3-40 епидемиолози активни во државава. Имаме 40 на 50 инфектолози. Имаме пулмолози и тоа е фонтот. Не се проблем граѓаните, туку системот, невладините контра здравствените власти. Наместо голи обвинувања, неопходни се итни решенија, алармира невладиниот сектор. Не треба секој да се покажува со прст и видата се вперува само код населението, туку што преземала државата за да доведе до оваа ситуација да луѓето не ги почитуваат превентивните мерки. Инаку Македонија е во топ 10 во Европа и убедливо прва во регионот според бројот на починати од почетокот на пандемијата, со регистрирани 203 жртви на милион жители. И покрај црните статистики секојдневната трицифрена бројка на новозаразени во Македонија, за сега здравствените власти не планираат враќање на рестриктивните мерки.